Здраво, ова е 392-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Nouvelle Vague од Ричард Линклетер, во кој станува збор за создавањето на филмот Бретлес на Жан-Люк Годар, неговиот пионерски потфат во историјата на филмот, со кој критичарот станува режисер и ги крши и создава правилата со помош на мешавина од натуршци и смели актерски таленти, вклучувајќи ги Зои Дајч, како Джин Сиберг, Обри Далин, како Жан-Пол Белмондо и Гиом Марбек, кој го глуми Годар. Филмот го поведува гледачот во 1959 година на улиците низ Париз, каде младешката дружина, хаотична и несопирлива, желна за докажување на својата филмска креативност и на дело ја применува својата спонтаност, отпочнувајќи го францускиот нов бран. Ричард Линклетер, убеден сум дека бил свесен за ставањето на главата во гилотина, да им го ремейкува дебито на Годар на французите и да им го прикаже премиерно во нивниот дом Кан, затоа што со самиот чинител што американец им прави трибют на филмското богатство ги иритирало, па колегите критички джелати едва и чекаат да направи некаков кикс во реализацијата за да го пуштат сечилото на нивните остри пера. За среќа или за нивна жал не се случи Линклетер да не биде дораснат на самозададената невозможна задача, бидејќи искрена е неговата цел да испрати љубовно писмо за значењето и големината на францускиот нов бран. Режисерот ги ваја митологизираните филмски херои, исполнувајќи ги со младешка бунтовност, со сеопштата ентропија што се нарекува филмски сет на Годар, со тоа што Белмондо безрезервно ја дава неговата доверба во режисерот, затоа што знае дека ќе го доведе до светската слава која ја посакува. Сиберг ја пресретнуваме насреде потребата за артистички исчекор во кариерата, која ќе има постојани недоумици за методот на работата на Годар, и сега кинематограферот Раул Готард, кој бев заинтересиран како ќе го представи Линклетер, но штом го напомена искуството од снимање војни, не мора да погледнеме флешбек од воено поле зад неговите очи, знаеме дека тоа е потребната десна рака која Годар би сакал да ја има покрај себе за да влезе во колосеумот на дуел со филмските богови. Иритирани од премиерата на Le Passé du Diable, продуциран од Борегард и потикнати од успехот на Кан на The 400 Blows на Трифо, се историографските околности во кои се раѓа потребата на Годар да му покаже и докаже на филмскиот аудиториум дека има во себе филмови кои светот ги нема погледнато, доволно потентни да го променат поимањето на филмот воопшто. За да биде абстракцијата помала и имерсивноста во конкретниот временски јас поефективна, неотоѓив постаментот од филмот представува плејадата од епизодисти кои предизвикуваат умовол со нанизот на нивното незапирливо представување во овие секвенци. Секако дека затоа што постојано биле покрај Годар, меѓутоа Линклетер во овој филмски огранок ги вклучува и Роселини, Бретон, Ривет, Ромер, Мелвил, Кокто и бројни љубоморни хипстери кои седеле во затемнетите ќошиња на меаните и чекале да пропадне подвигот на Годар, а денес се наоѓаат на листата на придонесувачи на новиот бран, кои го чинат филмот да биде презаситен од портретирањата само за да не остане некој неспоменат, па да има алиби некој недобронамерник да го нападне Линклетер дека не напоменал некој бениген автор од тоа време, меѓутоа овие филмски великани имаат по некој совет за Годар да го внесат во тајните на занаетот. Впрочем, кој не би сакал да налета на Бретон како го снима Пикпокет во метро? Годар е во постојана спрега со продуцентот кој го наметнува притисокот на времето на снимање, а Жан-Люк возвраќа со неконзистентност, односно со дисконтинуитет во нарацијата на сценариото, кој секој ден се менува по негова волја, црпи инспирација од самите локации, економичен е со тековите. Во оваа дисхармонија излегува генијалната визија на режисерот на површина, кој на постпродукцијата гледаме како го разоружува со неконвенционални практики, во кои не се убедени ниту неговите пријатели, ниту соработници од неговата филмска енклава, дури и откако е комплетиран и прикажан филмот, но тоа ја прави диференцијацијата од останатите автори, бидејќи без разлика дали Годар постојано трагал по точната фразеологија на филмскиот јазик со колоквијалните пермутации или од секогаш знаел што сака да каже во своето дело, кое го деконструира
американскиот ноар филм и дерогира филмските правила, ќе го регистрираме како еден од иноваторите кои трасирале нов филмаджиски пат, кој ќе биде мотив за денешните Годаровци и Трифоовци да се спротистават дури и на неговите конвенции и догми, споделувајќи ја полеста за создавањето на филм како начин на живот. Секако дека неговиот декомпониран филм можеше многу лесно да биде занемарен од светската филмска јавност и подценет смелиот и слеп исчекор напред во небрано, кој го направила екипата која соработувала со него и тогаш ќе беше уште едно од имињата кои ги голтнал заборавот, но за негова среќа Бретлес ги мотивира да се разбудат француските филмаџи и засукаат ракавите и го следат во чекор, исто како што сите посетители на првиот концерт на Sex Pistols оформиле панк бендови, така и Линклетер со неговиот филм знае дека еманира чин на филмски непокор. Линклетер е доследен на Годаровата девиза на колизија на непознати актери со звезди, како во случајот меѓу Дојч, Далин и Марбек, кои ги оживуваат славните персони и нивните настроенија, особено Дојч добро се носи со неудобноста да биде звезда сместена помеѓу филмски одметници и одржи во живот конфликтот на суети на сет, сепак нема поголема дива од Годарово филм на Годар, каде најдобрите реплики ги чува за себе си. Филмот може да се додаде на неколку постоечки листи, аналоген на актуелните биопик остварувања Saturday Night Air, A Complete Unknown Blackberry, може да се додаде во филмовите за снимање на историски метафикции Once Upon a Time in Hollywood, Mank, The Artist, The Offer, или пак комичните интерпретации на Холивуд во Bowfinger, Cecil B. Demented, кај филмовите и The Franchise и The Studio помеѓу сериите, односно неговиот Midnight in Paris и славење на нечие туѓо глорифицирано минато. Кинематограферот Давид Шамби исто така е доследен на Годаровата мантра, снимајќи на 35 мм филмска лента со доследност на црно-белиот израз на академскиот аспект, влегувајќи во чевлите на Раул, успевајќи да ја постигне филмската илузија дека се наоѓаме во интериер на нечи стан каде треба да се снима љубовна сцена меѓу Сиберг и Белмондо. Музичкиот продуцент на филмот е Жером Латер, во чишто избор доминира джезот на Зуд Симс, за што треба да биде пофален, затоа што го доловува и на музички план духот кој се обидува филмот да го постигне, а тука и Мартија Солал од оригиналниот филм да се реконтекстуализира. Монтажата е на Кетрин Шварц, која умее да ракува со снимениот материјал за да го најде соодветниот миг во кој ќе допушта да дојде до израз реимагинациите на култните сцени, задржувајќи го кредибилитетот на Линклетер без да стане пастиш на Годаровите джамкат. Методи кои биле филмска новост за времето во кое се применети, кои ден денес не се застарени, туку го држа гледачот во постојан штрек. Немам намера да го скријам фактот дека еден од неколкуте најомилени американски режисери од детството ми беше режисерот Ричард Линклетер, чија романтизација на детството во филмовите ми беше поимлива затоа што јас бев на возраста на неговите ликови кои биле негова реминесценција, што па значи дека кога ќе потврли во изведбата, воопшто нема да ги штедам зборовите или да бидам со резерва дали да го промовирам или не, затоа што досега само еднаш бил застапен во видеологија од постоењето на емисијата и тоа со филмот Last Flag Flying. Тоа значи дека филмовите меѓу него и Nouvelle Vague не ги исполниле критериумите за да бидат дел од емисијата, а верувајте, Линклетер е скрибоман кога е во прашање снимањето, со оглед на тоа што работи по еден, а некогаш и 2 филма годишно, што па не значи дека му се зголемени шансите за успех, напротив, нема време да земе здив и открие некое ново гледиште, туку вртоглава влегува од проект на проект, повторувајќи некои си неизлечени навики. Во 2019 година го режираше Where'd You Go Бернадет, за исчезнатиот насловен лик по кој нејзината ќерка и сопруг ја започнуваат потрагата, за кој Бланшет беше номинирана за Златен глобус, а истата година го сними и краткиот Another Day at the Office, во кој си се глумеше себе си додека имаше повик од студиото и сесија на психолог. Во 2022 година се наврати на споменито од мисијата на Аполо, како 10-годишно момче, живувајќи ги сеќавањата во анимираниот Аполо 10 Apple, A Space Age Childhood, прикажан на South by Southwest. Минатата година најпрвин режираше епизода од 3 епизодната серија God Save Texas, во која го посвети своето родно место
Не само за да се наврати на спомените, туку да се огледа каква улога има Тексас денес во затворскиот систем на Америка. И секако дека тоа не беше доволно, сними и долгометражна комедија Hitman, во која Глен Пауел глуми професор кој наоѓа издувен вентил, глумејќи други персони за време на андеркавер полициски акции, во кои ќе се заљуби во погрешната мета, со номинации за Critics' Choice, Златен глобус и сателити. Блокбастер кој може да се каже дека ми е најквалитетен во последните 5 години што ги има снимено. Се разбира дека Новел Ваг не му е единствениот филм оваа година, туку ја опиша и борбата со алкохолизмот и кревкото ментално здравје на Лоренс Харт за време на премиерата на Оклахома, односно уште еден историски задкулисен филм во кој ги оживува преданијата за митологизираните артисти за време на создавањето на нивните ремек дела, кој му обезбеди на Ендрю Скот сребрена мечка во Берлинале за актерската изvedба и номиниране за Critics' Choice, Златни глобуси и Готами. Во ишчекување сме на неговите престојни филмови за шарлатанот доктор Џон Бринкли, особено филмот за култниот стендап комичар Бил Хикс, а со Пол Маскал ќе го режира Merrily We Roll Around за Бродвеј композиторот кој ќе замине за Лос Анџелес да снима филм, и секако Хипис, во кој ќе не наврати во 1830-тите години и друштвото на трансценденталисти кои би требало да го сними заедно со Итан Хок, Натали Портман и Оскар Ајзекс. Познавајќи ја неговата бревносна работна дисциплина, за година-две ќе добиеме доста од овие филмови. Профилите на епизодистите стануваат повеќе музејски артефакти отколку значителна и делотворна граѓа во драматуршката поставка, со евиден декор од ликови за да го пополнат снимањето, како што било и во реалноста, најверојатно затоа што ретко кој од нив разбирал што сака Годар да направи. Не очекувајте филмот на Линклетер да ги скрши бариерите на биопик филмот или да постави монолити како без див. Тој само носталгично и на моменти хумористично сака да евоцира како би било ние филмофилите да сме мува над зидот кога се снимал филмот, или пак за момент ги ставиме неговите очила за сонце и го погледнеме светот низ нив, ништо повеќе. Несомнено дека тврдокорените годаровци ќе гледаат на филмот како бласфемија и на ликовите како карикатури, но кастингот беше соодветен за да биде издржана илузијата дека се оживеани овие ликови во дело, иако уведен сум дека Трифо и Годар да го рецензираа филмот на Линклетер, ќе напишеа дека е плиток и анемичен омаж, која нема силината во изразот да ги помести нештата како оригиналниот филм и нема да бидат толку далеку од вистината. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа играше Телюрайд, Бусан, Торонто, Њујорк, Сан Себастијан, BFI, а кај нас премиерно беше прикажан на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, каде Шамби заслужно освои Златна камера 300 за најдобар кинематографер, а потоа беше прикажан на неодамнешниот фестивал на европски филм Cinedejs, завршувајќи ја годината со номинации за Златен глобус, Готам и Independent Spirit. Канал Плюс го продуцира, а Netflix ги купи правата за $4 милиони. Ричард Линклетер ни го задоволи љубопитството да фрлиме поглед на снимањето на култното деби на Годар, паралелизирајќи го еланот во неговите филмски почетоци со полетноста на смелата дружина на францускиот режисер, подготвена да ги скрши коските на филмот и повторно да го реобмисли во нов облик. Ако морам да го еволуирам, тогаш Новел Ваг од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 392-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!